Прво, ние секојаш како партија се бориме не само да добиеме поголем број на советници, градоначалници и пратеници, а и за тоа се бориме, се разбира. Најважно ние како партија да се избориме против политичкиот криминал, митото, корупцијата во оваа држава и да имаме правични закони. Закони кои што ќе бидат добри за државата, добри за народот, добри за бизнис, добри за животната средина, образование и здравство и така натаму. Ние не сме партија само да дојдеме на власт, да оплачкаме државата како што прават овие идиотски партии или да си ги вработиме нашите политички, да речем, истомисленици, членови и поддржувачи. Ние единствено се формиравме за да направиме нешто добро, да креираме врвна економија, поточно да креираме една функционална држава и правна. Без тоа нема напредок, трече. Не можеме ние никогаш да одиме напред ако не го уништиме овој политички стопански криминал, митото, корупцијата. Ние никогаш нема да одиме напред ако немаме чисто судство, јавно обвинителство, полиција, а не да биде криминална полицијата, судството, јавното обвинителство и наводно да има населението доверба во судството од 2%. Тоа е срамота. Не е дека е стварно 2%, но тоа се зборува во контекст на на гнев или политички настап на одредени политички партии. Значи, нашата задача како политичка партија, демократи, е да све направиме, да направиме држава каде што нема луѓето да се иселуваат, каде што луѓето ќе имаат минимална плата 1000 евра и повеќе, каде што нема да биде ограничена платата на стручаци, дали тоа се врвни економисти, лекари, медицински сестри, правници, суди и така натаму, да биде нешто што луѓето ќе може да заработуваат поголема сума на пари. А да не зборувам да направиме држава, што велам, за па и постарите, значи луѓе кои што ќе имаат и домови, ќе имаат високи пензии, да бидејќи ако имаш економија ќе може повеќе да се делува пари во фондот. И исто и за здравството, исто и за животната средина. И се разбира за образованието. В инфраструктура секако ни треба да имаме врвна. Селата ги заборавивме. Значи во селата луѓето од пред многу години, децени веќе ги напуштаат, затоа што таму нема живот, а почна и градовите да ги напуштат и се разбира, масовно има иселување на млади луѓе, поготово од Македонија. Значи тоа све ние треба да го спречиме, а да го спречиме ти не можеш да спречиш некој иселување на младите со приказни. Како сега што викат, почнат да се враќаат, ќе ги враќаме назад. Тоа е невидена измама. Значи ти не можеш да ги враќаш луѓето ако не му обезбедиш добра работа со висока плата. Па има апели. Има апели, вика враќајте се, ќе дојде некој ќе почне приказни да кажува, поготово го користат овие криминални структури што се на власт и кога викам на власт, сите се овие на власт 35 години. Да. Дали се на локална, на централна не е ни битно, имаат градоначалници, поќе помалце советници, пратеници и се разбира ја држат централната власт и што ја држат. Но сите се на власт. И еве во моментов додека ние го обавуваме овој наш подкаст, веќе се направи гужва на границите, се враќаат луѓето. Се враќаат, да, гледам илјадници луѓе се враќаат. Јас живеев скоро 30 и нешто години во Америка, се вратив пред 8 години, се вратив имам мисија. А мојата мисија е многу едноставна, трече. Сакам да помогнам да направиме функционална и правна држава. Сакам да испречам овие политички структури, криминогени политички структури кои што уништуваат 35 години Македонија. Сакам да имаме подобра држава, не сакам да гледам сиромашни граѓани. Ние живееме во Европа. Ние живееме географски на многу добра локација. Ние паметни имаме луѓе невидено. Наместо да ги губиме во странство, тука треба. А нема ни еден да ти остани, независно какви се тие. Тука да ти остане ако ти не му пружеш добри услови. Да има вработување, да има високи плати, да има добро здравство, образование, да има култура, да имаме забава, да имаме спорт. Па трече, кажи ми ти кој град, еве Скопје како главен град на Македонија со 500, 600, 700 илјади, тука веќе сите се доселуваат и точно има аеродром, од тука си бегаат сите во странство. Кажи ми Скопје што има добро, каде можеме ние да се забавуваме. Не е само да имаш 1-2 покриени базени, вече. Треба комплекси да имаш.
Да. Не е само у Скопје, кај можеш да живееш у Скопје, погледни колку се кириите. 300, 400, 500 и нагоре евра за еднособен, двособен, трособен стан, да не зборувам. И зависи во која локација. Во најлоша локација не можеш да најдеш стан по 300 евра. А ти му даваш плата на некој 24.300. А колку е тоа 24.300? Тоа се 400 евра. Една кирија скоро. Така, и ти очекуваш, а тој за превоз, а за други работи, а да се облечи, да се храни. Па сите сме луѓе, треба ли некојаш да се забавуваш? И кај ќе се забавуваш? Кажи ми, еве, Скопје што има забава. По некој концерт ќе се одржи, ќе се одржи Солзи и смеја, ќе се одржи она, точно Солзи и смеја, се шалам се, некој концерт и така натам. Не бе, трајчи, Поздрав ние. до Солзи и смеја. Да. Од Битола. Па, точно. Тешко нас. Јас сум битолчанец, што да те кажам, Битола е права гробница. И сите градови на Македонија и села. Кај да одиш, кај има забава. Ние се радуваме на бекатонски тротоарчина, на улица негде ќе не направат со црвено или зелено, ќе ни бојадиса тротоарчина, пешачки и велосипедски патеки. Тоа е најголемо достигање на советниците и градоначалниците на нашите општини. Абе ние сме за жалење. Спомнавте улица Бекатонки, како да знаете, јас на местото каде што живеам, немавме улица може би 20-30 години. Сега градоначалникот ни направи, комшиите излегува да го пречекаат со бомонјери, со гушкање, со цветови, како да он од свој джеп нешто, како да не му е тоа должност, како него ова е демек од срце он дава нешто како да прави. Така ние народ си го тоа сваќаме. Па видите, ние дојдовме на такво ниско ниво да се радуваме и на сиромаштија, и на лош живот, и да се навикнеме и се навикнавме да живееме мизерен живот. Нас да не стават сите во пеколо, па карнотини. И никој не вели, дај бе луѓе што правиме, има рај, вај тамо бе. Погледни колку е убаво, дај ова држава Македонија да направиме држава да биде овде рај. Буквално така е. Сакам малку да ве запрашам да прокоментираме една изјава. Сега не знам дали поранешен политичар, дали се уште сегашен, дали кајде си оди, малку е тоа нејасно. Порано се декларира како зелена партија, но изгледа дека се вратија на старите нивни добри патеки, се работи за господинот Али Ахмети, партијата ДОИ, каде што вели дека тој ја расторил Југославија, самиот ја расторил Југославија, поранешната држава, и дека доколку излезе на улица не би се вратил дома. Што сака да преднесе со оваа порака? Политичарите обично него нешто многу прокоментира, така чисто некој спомна по збор 2, ништо конкретно. Вие него осудивте, може еве сега да спомнете кој е вашето мислење околу се ова? Ова е трагедија наша, 35 години се повторува. Али Ахмети кажа вака, Али Ахмети кажа онака, овој го направил, оне го направил. Ти викаш не политичарите, напротив. Баш читав, сите почна да коментира, да кажува дека како не, ќе го спречеле, не може ништо да направи, неговото време помина и така натаму. Ни Али Ахмети ја растури Југославија, ни можеше да ја растури, никој, значи еден човек не може тоа да го направи. Тоа си го кажува во негов контекст и тоа е негово право да си кажува што сака. Ние не прокоментиравме, бидејќи ова е стварно болно и глупо да коментираме секоја изјава на политичари. Поготово политичари кои што со години, децени ја водеа Македонија во пропаст. Ние немаме време за тоа. Ние се фокусираме да комуницираме со граѓаните, со народот на Македонија, да ги запознаеме со нашите идеи, нашата идеологија, нашата програма, и да им кажеме дека ние се бориме заедно со вас, ни треба вашата помош, народе на Македонија, да ги промениме овие работи на подобро. Луѓето како Али Ахмети нормално сакаат цел живот да бидат на власт, и не е логично да бидеш цел живот на власт, но кај нас за жал, како што кажа улицата кај тебе отворија, поставија бекатонски тротоари и асфалтира после 30 години и го пречекаа. Бидејќи тие луѓе се радуваат на мали работи. Ние треба да се радуваме кога ќе се отвори некоја огромна фабрика, кога ќе се отвори огромна болница, кога ќе се отворат огромни, да речеме, асфалтни автопати, кога цел град ќе ни функционира,
кога во Скопје и другите градови ќе имаме неверојатно прецизен и квалитетен јавен сообраќај. На место да возиме со коли, и јас ми е преку глава да возам со коли, во сообраќај да влегувам, и мене поварно ми е, ако има повеќе автобуси, да има повеќе линии, не само да има на главните булевари линии, туку и да скршнуваат лево-десно за луѓето да доаѓаат поблиску, бидејќи не секој може да пешечи 1 километар или 500 метра. Па немаме видено некој политичар во автобуси да се Па види, немате видено и нема да видите, бидејќи овие имаат многу пари, така да ги користат колите на кога се на власт, се разбира, Со джипови си одат. на државата и на шоферите и од понеделник до понеделник. Така да по моја приказна за Али Ахмети нема ни да коментирам, нека си кажува човекот што сака, нека си кажува. За жал, многу од политичарите излегоа, коментираа, бидејќи нема друго што да кажуваат, фактички да го скренат вниманието. Наводно, овие политичари нешто што коментираа за него, или што ќе коментираат и што посветуваат внимание што Али Ахмети кажал, е нешто што тие нема на друго што да кажат.